Со желби за среќна нова година и лисици на рацете, Мадуро пристигна во седиштето на ДЕА во Њујорк. По фотографијата која од него ја објави Белата куќа, на социјалните мрежи се појави и видео објавено од профил кој се поврзува со администрацијата на Трамп. Тој утре треба да се појави пред Федералниот суд на Менхетен, каде што ќе ги слушне обвиненијата за наркотероризам. Нема фотографии од неговата сопруга, но американските власти објавија дека и таа ќе се соочи со обвиненија. Трамп вчера на пресконференција рече дека до изборот на нова власт Америка ќе ја раководи земјата, додавајќи дека актуелната опозиција не е подготвена за тоа. Пред американските граѓани објаснуваше дека за тоа нема да платат ништо, бидејќи Венецуела има резерви на нафта. We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. Врховниот суд на Венецуела надлежностите да ја води државата и ги префрли на подпредседателката, која најави дека официјален Каракас ќе се брани со сите расположливи средства. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Обединетите нации изразија загриженост за нападот и за впонеделник го свикаа Советот за безбедност. Светот е поделен по американскиот напад. Покрај традиционалните непријатели на САД, нападот го осуди и францускиот министер за надворешни работи, додека поголемиот дел од европските земји покажуваат воздржаност и загриженост за почитувањето на меѓународното право. Македонија секогаш ќе биде на страна на стратешкиот партнер, рече денеска шефот на македонската влада. Ние како влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер Соединените американски држави. Но на што мене најмногу ме загрижува е громогласната тишина која што истите тие европски земји и светски земји се случуваше во минатото, кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. И како тогаш сите тие се оглуве и никој од нив не го коментираше сето тоа. И како сега наеднаш сите тие коментираат дали било тоа меѓународно право или не било меѓународно право. По нападот ситуацијата во Каракас е мирна, но и таму луѓето се поделени. Y estamos exigiendo al gobierno genocida de Estados Unidos que nos devuelva o que nos dé una fe de vida de nuestro presidente que fue secuestrado en un acto vil, cobarde y canalla del gobierno imperialista que quiere hacerse de nuestros recursos, porque no les interesa ni la libertad ni la democracia, les interesa nuestro petróleo, les interesa nuestros recursos naturales. Muchos venezolanos ahorita están muy contentos con lo que acaba de pasar. Otros no, dependiendo de cada opinión, cada cabeza es un mundo. Pero de verdad, ahorita tenemos un poquito más de esperanza. Нападот врз Венецуела и заробувањето на Мадуро беше кулминација на акцијата која Трамп ја спроведува против Каракас од самиот почеток на својот втор мандат. Тој не ја исклучи можноста за нови американски напади, доколку Венецуела продолжи да дава отпор. Александар Спасовски, Сител телевизија.